Ова е краток, значи 3-минутни документари за стрит артот. Во тето, до мене го имам цртач на графити и сега ќе го прашам што тој мисли општо, значи прво земено, што е за него стрит арт. Поимот стрит арт, што представува за тебе? Па овака се општо земено поимот стрит арт обстои како субкултура. Значи уште не е формирано како култура, зашто прво се појавува као повлечени места, значи не е уште избацено јавност, не е толку прифатена од јавноста за да може да се третира како култура, али благодарение на некој благодарение на успехов на некои цртачи и улични уметници, све поќе и поќе се афирмира стрит артот како култура. Добро е, според мене добро е што е уште останато како субкултура, зашто тоа е и како некој заштитен знак за културата. Што графитија представува за тебе? За Што мене кажува за тебе како личност? Па за мене графитите са може најекспониран дел од стрит артот и мислим дека преку нив можеш највише да се изразиш. Имаш значи зид, платно, да го наречеме зидот и можеш конкретно. Да. Можеш буквално све да направиш на зидот за да го изразиш тоа што го мислиш. Мислиш дека има други некои такови што цртаат графити? Да, имам неколку другари што цртамо као заеднички, као екипа, или жаргонски наречено кру. Да. И има сега гледам дека и некои нови се појавува, има нови дечки што почнаа пробува да црта графитито и тоа ми се свиѓа, зашто тето нема некоја баш јака графити сцена, нема цртачи, тоа е како умрена култура од тето. Знаеме дека поголемиот дел значи од народот го смета, поголемиот дел од народот од постарите најчесто го смета цртање графити за вандализам. Дали ти сметаш дека оправдано е тоа? Па нормално од моја страна мислам дека не е вандализам затоа што ова е форма на уметност и кога што се поштува слика од некој класичен уметник треба да се поштои ова е слика, нели?